Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани организираше работна средба со представници од Министерството за внатрешни работи и со други стручни лица за изнаоѓање соодветно решение за сообраќајниот режим за да се избегне сегашниот метеж. Од состанокот произлегоа повеќе предлози, а главен е заклучокот дека треба да се обезбеди соодветно паркирање во централното градско подрачје. Локалната самоуправа на Кочани ги започна најавените договорни средби со стручни лица од областа на сообраќајот, за да се изнеде долгорочни решение за хаосот што во моментот владее на улиците во градот. По неодамнешната средба на градоначалникот Илиев со министерот за внатрешни работи Спасовски беше ветена стручна помош од Министерството, па на работниот состанок во општината покрај вработените од општинската администрација дојдоа и службени лица од полициската станица во Кочани и од секторот за внатрешни работи во Штип. При тоа беа предложени повеќе можни решенија за конкретните проблеми и критичните точки во сообраќајната мрежа во централното градско подрачје, пошто е донесен заклучок сите тие да се соберат и да се разгледаат, а потоа да се изготви соодветно идејно решение. Присутните на состанокот беа и на лице место, за да видат како предлозите би функционирале на критичните точки каде се создава најголем хаос. Решението на проблемот за сега не е наједноставен и најлесен, меѓутоа не е безнадежен, се работи и се размислува и во следните неколку денови најпрвен ќе ги чекаме сублимирањето на сите идеи и предлог решенија, а после тоа ќе се избере и куќа која ќе направи една конечна анализа за решавање на конечниот проблем. Веројатно трајно решение е решавањето на проблемот со паркингот. Значи, општ заклучок е дека најголем проблем не се улиците, најголем проблем е паркирањето на улиците. Затоа и нашата определба и понатаму да работиме да изнаоѓање на трајно решение на решавањето на проблемот со паркирањето на возилата во централното градско подрачје. Едно од можните решенија е изградбата на катна гаража во центарот на градот, со што би се обезбеделе поголем број места за паркирање на возилата. Сепак, тоа е проект што не може да се реализира за краток временски период, па во меѓувреме мора да се бараат и побрзи решенија. Градоначалникот Илиев повтори дека не би требало да се носи избрзано решение со краткотраен ефект. Па јас не би сакал да шпекулирам сега со некакво решение, бидејќи секое адхок решение прави некој друг дополнителен проблем. Сепак би сакал да се направи една подетална анализа која макар и на пократок рок да даде на вистина очекувани резултати. Ако донесеме било какво решение кое само ќе го пренасочи или преусмери проблемот на друга точка, нема да биде решение, затоа ќе ни дозволите да почекаме, на стручните луѓе си ги дадат своите мислења, а после тоа ние донесеме конечна одлука после направената студија. Претходно, Илиев нагласи дека работните состаноци слични на денешниот со представниците од сообраќајните служби во полицијата представува отворање на поширока дебата за да се најде вистинското решение за сообраќајниот хаос. Се очекува студијата што ќе биде изработена да се најде на разгледување и во Советот на општината. Локалната самоуправа ја започна процедурата за донесување на детален урбанистички план за градската четврт број 16 во Кочани. Тоа беше повод да се организира јавна презентација на која присутните сопственици и корисници на парцели на споменатата локација ги искажаа своите забелешки што треба да се вклучат во планскиот документ. Солиден интерес предизвика презентацијата на деталниот урбанистички план за градската четврт 16 во Кочани, што се одржа во салата на Советот. Поголем број сопственици на стопански објекти и на земјоделско земјиште што се наоѓаат на овој простор дојдоа да слушнат за предложените решенија од урбанистите за уредување на површините. Се работи за локација на дел од старата индустријска зона во местноста Слатина, односно територијата од кај железничката станица до трафостаницата на ЕВН, потоа во близина на обиколниот пат, па се до просторот во близина на муслиманските гробишта. Градската четврт 16 опфаќа поголем број парцели, односно зафаќа вкупна површина од околу 56 хектари, наменети за стопанска дејност. Со презентацијата всушност започнува постапката за донесување на деталниот урбанистички план, а за што во тек е и јавна анкета. Планот за градска четврт 16 е ставен на јавен увид
и објавење на огласна табла пред општинската зграда на општина Кочани, ставење на веб страната исто така на општина Кочани, значи графичкиот прилог може да се види во периодот од 24.11 до 15.12, значи тоа е периодот за јавна анкета во кој рок сите заинтересирани граѓани, правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават своји забелешки, предлози на анкетните листови. Во тој дел, значи во прилог на анкетните листови можат да достават, потребно е да достават копија од катастарски план и имотен лист за парцелата за која што се однесува забелешката. Присутните на јавната презентација имаа забелешки што дел од просторот кој сега е земјоделско земјиште од прва класа се пренаменува во градежно, а имаше и предлози за поместување на дел од сервисните улици што треба да овозможат пристап до објектите што би се изградиле во иднина. Предложениот детален урбанистички план за градската четврт 16 во Кочани го изработи проектантската фирма Билт од Скопје и по прибирањето на мислењата од јавната анкета можно е да доживее известни измени. Од одделението за урбанизам на општина Кочани рекоа дека слична презентација ќе има и за селото Горни Подлог. Утре е организирана исто така јавна презентација за урбанистички план за село Горни Подлог, која што ќе биде во 11 часот во просториите на поранешната амбуланта. Значи, заинтересираните од конкретното подрачје опфатено со планот исто така може да дојдат на утрешната презентација. Пред конечното усвојување на деталните урбанистички планови за градската четврт 16 и за селото Горни Подлог, потребно е да се добијат и мислења од надлежните министерства и од надлежните јавни предпријатија, што значи дека за донесување на планските документи ќе се почека извесен период. Во комуналното јавно предпријатие Водовод при крај се подготовките за зимско одражување на улиците и јавно прометните површини во градот. Неодамна заврши тендерот за набавка на сол за посипување на коловозите, зашто и зимава ќе се користи постојната механизација. Кочанското комунално предпријатие Водовод ги приврши подготовките за зимско одржување на улиците и другите јавни површини во градот. Деновиве заврши и тендерот за набавка на 20 тони индустријска сол за посипување на коловозите, зашто беа предвидени околу 180.000 денари. Заедно со солта обезбедени си потребните количини песок, што е само дел од вообичаените потреби пред стартот на сезоната. Доколку во текот на зимата се јави потреба од зголемен број интервенции, дополнително можно е да бидат набавени и нови количини абразивен материјал и индустријска сол. Вообичаено, работната единица комунална хигиена е надлежна за зимското одржување и таа има обврска за спроведување на програмата, што веќе започна на средината од овој месец. Тоа значи дека функционира дежурна служба која ќе интервенира во зависност од потребите на терен. Првите врнежи од снег во оваа сезона не наметнаа потреба од интервенции на сообраќајниците, но состојбата ќе се следи во наредниот период. За спроведување на зацртаните обврски ќе се користи постојната механизација со која располага предпријатието, а според програмата за зимско одржување на улиците и локалните патишта, обврската трае до средината на март идната година. Центарот за култура Бели Мугри реализираше едукативно-креативна работилница под наслов "Твориме заедно за Кочани", на која учествуваа 20 ученици со своите ментори од кочанските училишта. Станува збор за проект замислен како креативно создавање и работење во новата техника декопаж. Едукативно-креативна работилница под наслов "Твориме заедно за Кочани" реализираше Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за проект кој што е замислен како креативно создавање и работење во техниката декопаж, која се појавува како нова техника. Учесници на оваа работилница се талентирани ученици со своите ментори, каде на ликовната работилница имаа можност преку изработка на најразлични предмети во оваа техника декопаж да ја развијат и покажат својата умешност и креативност. Проектот е предвиден во две етапи, значи вовед каде што ќе се долови техниката како да се изработи и потоа практичен дел каде што учениците својата креативност, својата визија кон декорацијата ќе ја преточат на стакло, односно на стаклени површини.
Како што кажав, ова техника декопаж е доста интересна и се користела години наназад за украсување на најразлични предмети, почнувајќи од мебел, значи фенери во подамнешно време, инаку уметност на сиромашните, бидејќи овде не се користи четка, туку се користат исечоци од готови принтови, значи станува збор за салфети, за принтови како фотографии и слично. И се користи како уметност за да се прикаже друга димензија на површината, значи преку тие тродимензионални принтови. Преку едукативните предавања и демонстрации кои тековно ќе бидат спроведени и реализирани, учениците постепено ќе осознаат за техниките и начините на изработка на оваа техника, кои во исто време добиваат уметничка вредност и значење. Проектот е целосно финансиран од Министерството за култура на Република Македонија. На екосамитот во Скопје на Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница му беше доделен статусот зелено екознаме. Тоа е значајно признание што оваа образовна институција го добива по трети пат. На последниот екосамит што се одржа во Скопје, Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница застана рамо до рамо со зелените училишта во Македонија и регионот. По трет пат го доби високото признание за екоучилиште, односно статусот зелено знаме од страна на Министерството за образование и наука и невладината организација ОХО. Тоа е потврда за максималната реализација на проектот интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Ваквите квалификации се потврда на почитувањето и имплементирањето на 4 екостандарди, што се прилагодени со наставната програма за средно образование, како и континуираното учество во многу еколошки акции, како што се Македонија без отпад и засади дрво за мир. Училиштето учествуваше и на конкурсите Млади репортери за животна средина, Екомодна ревија и други кои што се однесуваа за унапредување на здравјето, подобрување на хигиената, кампањи за заштеда на вода, енергија, собирни акции и слично. Придобивките од екопрограмата се евидентни, при што зголемена е одговорноста и свесноста за здрава еколошка средина и позитивна клима во училиштето, а зголемена и мотивираноста и вклученоста на учениците и вработените за еколошки активности, при што се остварени финансиски заштеди. Се очекува и во наредната година во Виничкото средно училиште да се реализираат покрупни екопроекти. Следува информацијата од спортот. Солиден успех постигна борачот на Спартак Столе Ефтимов на меѓународен турнир што се одржа во Косово. Во силна конкуренција во категоријата до 86 килограми, тој го освои второто место. Младиот борач на Спартак Столе Ефтимов продолжува со добрите резултати и успесите на меѓународна сцена. На традиционалниот меѓународен турнир Адем Јашари, што по 10-ти пат се одржа во Косово, во категоријата за борачи до 86 килограми, тој го освои второто место и сребрениот медал. Организатор на турнирот беше Боречката федерација на Косово, а на него учествуваа 70 борачи од Албанија, Македонија, Косово и од турскиот дел на Кипар. Ефтимов во првото коло беше слободен, а во второто при водство од 4:0 со туш го совлада представникот на Кипар. Во финалната борба за првото место Ефтимов беше поразен со туш од представникот на Албанија. Освениот медал за кочанскиот млад борач е одличен успех со оглед на конкуренцијата на турнирот, а истовремено представува и одличен завршеток на овогодишната сезона, во која тој беше втор и на државното изборно првенство во Прилеп.
Почнувани со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.